Да почнем кај се наоѓаме да го прашам. Ти да почнеш кај се наоѓаме да го прашаш, па Да. ја да заклучам врата. Така. Кога сакаш кажи? Почнете. Значи здраво. Прво кажи ми, јас сум Рубец. Дарко, Драгон. Да. Кај се наоѓаме? Кај дојдов јас? Кај се најдов се? Се доаѓаме во овој перфектен хаос на фрагмент комуникација, тако е наречен магазин на опремата така која што наречен имаме. магазин. Да. Мене, знаеш како, ме интересира, денес решив да го барам ѓаволот. На право место Значи, си дојде. кој ѓавол ве тера? Што значи тоа? Тоа значи ова. Како сега ти вака си едно сабајле стана, се разбуди. И си викаш јас денес ќе помагам некого, ќе донирам. Како, зошто? Кој ѓавол те тера? А види, ова толку беше спонтано за целава работа, морам да го кажам, иако сега може на сите овие неформални разговори истото подкајува. Значи Виктор од Виталеда ми е многу добар другар, комшија, веќе на другарска основа. Пред кафето да го испиеш или после кафето ти текна? Ја не знам како беше, само ми се јавува и ми вика: брат, имаш ли 5 минути? Што? Се ќе ти се јавам. Вака и вака. Ќе ти го кажам му кратки црти, ја му викам: добро е, окей, важи, нема проблем, разбереш зашто? И секогаш го викам да, значи јас сум од аеродром, израсна тука и уште и тука живеам и ја гледам и днината на деца мои тука да остана да живеат така нека, зашто за мене е најубава населба, се реално. Тоа. Вака некако најплански направена. Виктор е исто аеродромец. Се знаеме долги години и приказкава со ракометов, му ја знам уште сигурно има 4-5 години со само ракомет подкастот и знам дека е многу голем ентузијаст. Може бил и некад спортист, не знам. Вака. Ќе знам дека разбереме дали бил добар. И сакам да ти кажам, и он ми се јави, ја прифатив одма од тие причини највеќе. Значи од аеродром сум, растен сум тука, клубов е од аеродром. Тренерите се Даре знам дека е аеродромец тука од населбава, деца знам неколку што тренираат сигурно се од аеродром и сакам како, ајде да речам, една симбиоза на неколку работи што се со аеродром, сега што ги кажав, да помогнеме колку можеме. Знам дека се во криза, ама кој клуб се во сите цела држава е во криза. И некако така дојде приказката, Виктор вика: ај кој колку може со што може. И пошто непосредно искочи дека имаат потреба некој техничка реализација, викам нема проблем, викам ќе помогнеме, затоа што знам, не пратам толку ракомет искрено, ама знам дека приказката нивна е стварно искрена и стварно има добар фокус и можам да кажам, можеби сега, ако не се најдобри, меѓу првите 2-3 клуба со младинска школа, мислам дека се меѓу првите 3 и во Македонија. Сега да не ме свати некој погрешно, колку што разбирам и пратам и следам. И да не се меѓу првите 3, прето 5 се сигурно. Кажи ми вака, во ред, ете ми ја кажа твојата како се случило, се е легитимно, се е убаво. Што имаш ти како фидбек, како возвратна енергија, освен очигледната љубов некому да му помогнеш, да се чувствуваш убаво? Па тоа е, мимо ова што го кажа, стварно си се гледаш веројатно во огледало и си кажеш: види, емпатијата е таа да правиш нешто добро без да очекуваш да ти се врати. Зашто ако го чекаш да ти се врати, тогаш не го правиш емпатиски, значи некој бенефит чекаш. Ја искрено знам, деца ми тренираат фудбал, ме разбираш, кај во Форца, и знам дека и они исто макамачат. И сите генерално макамачат во генерациите каде што највеќе треба да се помага, ме разбираш. Точно, не му треба на реализиран фудбалер што игра, да не ги менувам сега и клубовиве и кошарка, фудбал, ракомет, таму не треба помош. Тие више се изградени со договори, со се треба да се задржат децава во најкритичните години пубертет, знаеш што значи пубертет, да им се остави фокусот на спорт, на здрав живот за да прераснат, ако ништо друго, во здрави луѓе. Не збориме за спортисти, тоа е бонус, да речем, ако остана здрави спортисти. И највише ради тоа, искрен да бидам. Значи не очекувам ништо, чак што више на секој од нас ова ни е трошок, ме разбираш? Ако треба да го пишам на хартија, секој од нас. Дури и самиот разговор е го во наводници, нели, ја прља добрата идеја, честната идеја која што ја правите вие неколку, кои што помагате. Се извинувам за тоа ако е така, меѓутоа сепак се надевам дека ова ќе биде, знаеш како, ќе види некој друг кога може овој човек да помогне колку може. Зошто бе јас да не можам малку? Дека не е само овој клуб, сите клубови. Колку фирми му држава? 300.000, не знам, лупам, можете 30.000 фирми има? Во ред, може не сакам да кажам да сака, иако се ја не знам како, стварно не знам како функционира држава во поглед на тие, на спонзорирање, на како се одлучува кој што како, еве тргаме, како и за сите неубави работи, за донации, вака 90% луѓето сами емпатијата и желбата да се помогне ги решаваат проблемите.
Ако е така, тогаш фирмиве, јас еве апел давам на сите фирми, еве од оваа општина и не мора конкретно за клубов, за сите други клубови да се ангажираат малце повеќе, затоа што сега не збориме за суми, ама секој како правен субјект зборам, да не викам фирми, може по мене да одвои нешто така, сега како да кажам символично, скромно, што него може сигурно нема да значи ништо, меѓутоа таму кај што помага значи многу. Иницијативава цела беше, значи 10, 12, 13 луѓе, колку сме, кој колку може и стварно на крај прави разлика, ме разбираш? Точно, а вака така секој дека... ќе рече, ај што си дал, ха, многу пари, не се многу, ама Значи денар по добробитите денар... се, децата се тргнати од лоши места, од разни пороци. Спортот е едно од најважните работи која што треба едно дете, една млада личност да ја практикува. Тоа е прво. Второ, помагаш некој клуб кој што подоцна ќе создаде па во најмала рака некакви спортисти кои што можеби ќе влезат во репрезентацијата на Македонија. Апсолутно. Силни клубови создаваат силна репрезентација, дали е тоа ракомет, дали е тоа фудбал, дали е одбојка, било кој друг спорт. Така што многу се пирамидални се добробитите кои што се прават со помагање. Ама во нагорна линија. Во нагорна, не во надолна, така. точно така. Ви благодарам во секој случај што имате емпатија, имате чувство дека треба да помогнете некому без некој да ви каже мора да го направи тоа. Да, и знаеш како тука знаеш како е кога ќе помогнеш, одма те гледа на дрес логото, знаеш, и оно вика ме разбираш? Ама нема после тоа сам како сакам да ти кажам дека знаеш често луѓето давате, разбираш. Ама колку зимаш? Синти да не тренира, разбираш. Сигурно противе сега. Да. Едноставно не е така, еве кажам јавно, значи меѓутоа убаво е да се помага, значи не само вака. Најубаво е да се помага за убави работи. Ме разбираш? Не е убаво за лоши работи, зашто лошите работи се како да ти кажам, лоши работи. Меѓутоа треба, значи треба да се помага кај што треба, значи не сега да те условуваат да помагаш, не да помагаш, да спонзорираш таму кај што се клубови од со спонзори веќе јаки клубови, не, значи јас сакам да помагам таму кај што стварно треба помош, кај што треба стварно да се даде правец, да се даде насока, да се даде мотивација, ме разбираш? Точно, и да се помага колку што се може. Со вашата помош нешто загубивте во фирмата? Апсолутно не. Значи ништо генерално не губиш. Добиваш многу. Види, сатисфакцијата, задоволството е секојаш тоа што се рачуна, зашто што кажа на почетокот, си легнеш навечер и станеш од сабајле, прашуваш само таму како поминале дечките, добро, браво, не добро следната. Подобро сакам да ти кажам, си легнеш со една така убава мисла дека ете некој некаде таму ради таа ситна помош успеал или ќе успее или има фокус за понатака и така натака. Многу благодарам. Фала ти на тебе за времето.